подпредседателе, се јавив процедурално затоа што сметам дека требаше да интервенирате во повеќе наврати во говорот на министерот, посебно во делот кога се спомнува бивши колега пратеник кој што не е тука во салата. Значи, министерот нема право да ги спомнува поединечно имињата на пратениците, ама буквално на ниеден од сегашниот состав, а не на пратеник од минатиот состав или па било кој друг пратеник. Ја разбирам дека Владко Ѓорчев име ноќна мора, ама мислам дека прво не беше културно и не беше на место да се спомнува името. Инаку, господине подпредседател, ваков манипулативен и невистинет говор одамна се нема слушнато од оваа говорница, посебно имајќи во предвид дека 26 амандмани кои што ВМРО ДПМН ги поднесе на ова законско решение за пописот се навистина суштински амандмани. Очигледно министерот немајќи можност како да ги одбрани тезата дека ниту еден амандман од 37-те вкупно на опозицијата нема да бидат прифатени затоа што договорот владино-коалиционен за ваков тип на попис треба да помине, па почна да се осврна и да ги напаѓа пратениците и сето она што беше поднесено како амандмани од страна на опозицијата. Инаку, уште еднаш ќе ве замолам да во наредни ситуации, а требаше и сега да реагирате, затоа што министрите се тука да ги објаснат законите. Очигледно министерот, немајќи време, фокусирајќи се на нападите на опозицијата и како да го одбрани ваквото нетранспарентно и неконсензуално донесување на едно вакво законско решение, се фокусираше на напади на опозицијата и на тоа што значат амандмани од страна на опозицијата, па на крајот му дозволивте дополнително уште една минута да ги објаснува во кратки црти сето она што треба да се случи. Меѓутоа, народот е тој што ќе цени дали ова ќе биде попис кој што треба да го имаат граѓаните или е уште еден договор на коалицијата на власт, а амандманите кои што ВМРО ДПМН ги поднесе се суштински и затоа министерот не сакаше да одговара на нив, затоа што сигурен сум дека одговорот ќе му беше нелогичен и смешен по однос на амандманите кои што ги поднесовме. Благодарам.